освоено се што еден спортист може да освои. Сум добивал многу награди низ целиот свет, ама кога дома го добиваш највисокото признание за успех, чувството е посебно, вели Зафиров. Родното негодино му ја додели наградата 8 ноември за посебен придонес во спортот. Втора особено драга по она од 2015-та, кога беше апсолутен шампион во бодибилдинг во нашата Македонија. Наградата од место кај што потекнуваш, кај се твоите родители, твоите другари од детство и сето она што не обкружува таму, значи не замисливо и не може да спореди со ниједна награда. Така да ова награда ми е посебно драга и навистина ја посакував ова награда, бидејќи ова е нешто што го отсликува моите 25 години труд. Не само во спортот, туку и онака афирмација на нашата општина, бидејќи јас нема интервју или нема негде да не го спомнам тименик од кај потекнувам, да не го спомнам негативно нашата општина, така да како што си ја сака мојата држава, си ја сака и мојата општина и моето село и така да се гордеам со тоа. Посебно е чувството, посебно кога ќе вреднуват и наградат за сето она што ско работел во изминатите 25 години. Навистина голема поддршка имав од сите и им се заблагодарувам за сите оние кои што им поддржаа, кои што гласаа, кои што сака да добиеме оваа награда, така што навистина, пак ќе кажам, премногу ми значи, бидејќи се издвојува од сите оние награди што ги имам добиено до сега. Треба да бидеме и сме амбасадори еден вид на она што го работиме. И јас често пати да знам да кажам, ние сите треба да си ја промовираме и нашата држава, еве и нашата општина, секој на начин кој што може да го работи тоа. Јас тоа можам да го работам преку спортот и да бидам на тие големи светски надпреварувања секаде, со македонска песна, со македонска знаме околу ме обвеан, така што се гордеам со тоа што го работам и се надевам дека многу млади ќе го тргнат по истиот пат кој што одам ја, бидејќи навистина кога другите го вреднуваат сето ова што го работиш, многу млади добиваат инспирација и тие да го работат тоа што е навистина добро. Ја навистина си ја сакам својата држава и сум имал безброј покани да напуштам државата, да одам да работам на други места и тоа навистина добро платени работи, но си ја сакам својата држава, си го сакам македонскиот народ, си го сакам своето семејство, своите роднини, пријатели, навистина камено тежек кај што е, така да цврсто стојам во Македонија и честоам, мислам до крајот на мојот живот, така што се гордеам јас со мојата држава и секогаш кога одам на тие настапи, кога сум веа со македонско знаме, нема поголема гордост кога ќе освоиш некое место, кога ќе се слушне македонска химна, нема поголема гордост за еден спортист, човек без разлика што да е. Ова година навистина беше напорна, бидејќи цела година не се припремите. После нова година веднаш почнавме, значи од јануар месец. Август месец ми беше мистер Олимпија аматер, кај што освоивме медали јас и Габриела. И веднаш продолживме со диета да се спремаме за мистер Олимпија, кој што се одржува сега во Америка, во Лас Вегас. Повторно ја враќат мистер Олимпија во Лас Вегас, тоа е едно од најпрестижните такмичења во светот и навистина оваа година ќе биде вистинска атракција таму. И ние сме горди што како македонци можеме да учествуваме на такво престижно надпреварување, да представиме Македонија, бидејќи самиот факт дека господинот Арнолд Шварценегер и многу познати биле учествувани на тоа надпреварување, навистина зборува за тежината на тоа надпреварување. Сега оваа среда веќе одиме во Рим, имаме надпреварување, носиме неколку надпреварувачи со нас, се враќаме од Рим и потоа на 5 декември веќе полетуваме за Америка, така да се надеваме најпрво дека ќе ги видиме сите оние од цел свет што се познати во овој спорт, ќе стекнеме нови искуства, нови познанства, се надеваме и на успех. Советите од искусниот Зафиров остануваат исти. Здрава храна, секојдневна физичка активност и спорт во било кој облик за убаво тело во текот на целата година.